Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Додека се расплетуваат околностите во врска со создавањето на новата влада и додека поранешните пратеници добиваат едногодишна апанажа да можат некако да преживеат додека да се снајдат, нели, со нова работа, ние вечерава ќе се обидеме да ги расплетеме колку што е возможно, ако е возможно, околностите во македонскиот правосуден систем. За таа цел со мене вечерва е живата енциклопедија и еден од најголемите познавачи на македонското правосудство, мојот колега Саша Димовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам. Димовски, веднаш да влеземе во суштината на работите. 10 гласања за избор на председател на Уставниот суд. Не сум сигурен дека никогаш имало вакво нешто. Најпрви обидот беше да се изгласа прв човек, заменик на Добрила Кацарска Нели, меѓу Татјана Васич Бозаджиева и Јана Павлова Данева. Во 6 круга тоа не пројде, потоа имаше нов обид со друг кандидат за конечно денеска во 10-тиот обид за председател на Уставниот суд да биде избран господинот Дарко Костадиновски. Јас минатата недела ги искоментирав овие настани кога веќе имаше 6-ти круг и очекував нели да одат до 9-тиот круг како во Пеколот, така и се покажа и сега во 10-тиот круг веќе откако го надминаа Пеколот, решија да се вразумат и да изберат некого. Ова факт е дека прв пат се случува 10 пати во 10 круга да се избере председател на судот, иако имало два претходни обиди, каде што 2 дена се гласаше за председател во еден претходен мандат и во уште еден порано претходен мандат, тоа го споменав и јавно во една друга прилика, кога Ингилизова беше избран за председател на судот, тогаш во знак на револт професорот Мицајков си даде оставка затоа што не бил избран тој, туку Ингилизова, и револтот го искажа со тоа што ја напушти позицијата на уставен судија. Сме имале различни пребирања во судот, меѓутоа ваков слаб состав на судот, а толку упорни кандидати сме немале, тоа е факт. Еве и зошто. Значи, двете кандидатки кои одеа до 9-тиот круг, речиси, нели, пред да се повлечат, нека е и фигуративно овој 9-ти круг, како и да го сватиме. Едната е поранешна советничка во двете министерства за здравство и за правда, дури и поранешна новинарка, ако се вратиме некаде 30 на години наназад, а другата е професорка на правниот факултет, чија животна желба беше да стане судија на Врховниот суд, и тоа не го криеше, влезе во политиката, сакаше преку управен суд да влезе во Врховен. Не успеа и меѓутоа што вели народот кај нас и запали кецот, стана уставен судија после неколку месечна блокада на претходниот Љупчо Јоевски, и не можам да ги разберам зошто толкав инат меѓу нив двете припаѓаат на иста политичка партија. Значи, во секој случај судиите се судии, меѓутоа да сме на чисто дека сите судии во Уставниот суд се предложени од некого и без оглед дали е тоа председател на држава во одредена ситуација, дали е судскиот совет, дали ги избира парламентот. Што имаат одреден товар, да не се лажеме сега. Дефинитивно, тоа сакам и да го нагласам, што значи дека двете кои дојдоа преку собранието, де факто во ситуација кога СДСМ и ДУИ беа на власт, двете се дојдени од истата политичка партија, гарнитура, со тоа што припаѓаат на две различни струи. Тоа е проблемот. И ни едната, ни другата не сакаше да се повлече и да се откаже. Мојот јавен повик минатата недела беше токму тоа. Дај не му правете штета на правниот систем во Република Македонија, бидејќи тие де факто направија уставна криза. И ние од вчера, па и денеска до изборот на Дарко Костадиновски, имавме уставна криза. Вчерашното соопштение на Уставниот суд е смешно само за себе. На студент од прва година да му го дадете, а ако така помине, треба веднаш да падне на испит. Не може колективно да одлучува Уставниот суд за прашања од раководење на работата на судот. Се знае, одлуките јасно ги подпишува председател на суд и само со негов подпис можат, или по негово властување, со подпис на секретарот, некоја одлука или заклучок да се објави во службен весник. Нема заменици, нема колективно тело, нема одлучување. Од тука, се што излезе вчера како информација дека колективно ќе одлучувале за се што беше, е само замајување на јавност, и кога веќе видоа дека двете, ни едната ни другата не попушта, дека немаат
доволно политички кредибилитет и едната и другата за да ги добијат барем шестиот глас, секој остана на своето. Третиот кандидат кој се појави вчера, тоа е професорот Осман Кадриев, Да. кој е предлог на председател, меѓутоа де факто исто е близок до политичка партија ДУИ, неговата ќерка сега е председател на Основниот суд во Кичево, значи имаат и други семејни релации. Веројатно и тој, видовме вчера, не успеа да ги добие гласовите. И денеска изборот на Дарко Костадиновски, ајде да не употребам погрд збор, меѓутоа е изнуден само за да се добие председател, бидејќи де факто и тие станаа свесни дека за ова, па дури може и да одговараат, бидејќи прават сериозна уставна криза и злоупотреба. Не дај Боже, Уставниот суд има многу надлежности, а посебно во ситуација кога нема влада, кога во парламентот не се формирани сите комисии, значи кога се уште се кубури со мнозинство, малцинство, министерствата не се дефинирани и така натаму. Ако ни се случи нешто што е од надлежност на прашање на Уставниот суд, вклучувајќи и прашања околу председателот, единствено Уставниот суд е тој кој одлучува. Во таква ситуација ние би се довеле до анархија. Зошто? Само затоа што две господи наречени уставни судики во моментот тераат инаед која да биде, која да не биде, а што е најтрагично, и двете имаат доволно време, имаат мандат од 9 години, едната е 2 години во Уставен суд, едната не е ни година дена, што значи реално и теоретски имаат можност и едната и другата да истераат по 3 годишен мандат во наредните 6, односно 7 години, најмалку имаат, значи, до крај на нивниот мандат. Да, председателот на судот има 3 годишен 3 години мандат, без право на повторен избор. Дарко Костадиновски веројатно со завршување на мандатот како председател на Уставниот суд или некој месец подоцна како му доаѓа, ќе го заврши својот мандат, значи му остануваат некаде 3,5 години до крај на мандатот. Видовме дека е избран во 2018 година. Така да ова дефинитивно покажа дека вакво нешто не смее да ни се повтори понатаму, бидејќи ваква криза во овој момент не чинеше сериозни правни импликации. Меѓутоа тоа не значи дека за среќа, нема. да, не значи дека не можеш да биде. Ако ја земеме короната и кризата која владееше, што ако се случеше ова во време на корона, кога владата носеше закони, односно уредби со законска сила и Уставниот суд половина од нив ги укина или ги поништи како неуставни. Што ако сега требаше исто тоа да го прави, значи да носи мерки кои се во ситуација кога имаме замениците министри утре може да изгласат било каква одлука. И таа одлука времено може само Уставниот суд да ја поништи, да ја блокира, а кој да ја блокира кога нема човек кој да ги закаже седниците. Страшното беше тоа што се однесуваа како деца мали, а станува збор за највисоката судска инстанца. Се надевам дали е под притисок одреден на меѓународна заедница или не знам. Како дошло до тоа, нели, Дарко да ги добие гласовите, не навлегувам во ова после 9 круга гласање, но вакво нешто ќе повторам. Се случува трет пат да има како инциденти во Уставниот суд, но никогаш во ваква форма и во ваква мера. Колективното раководство што го споменавте потсетува искрено на колективното раководство на СФРЈ, кое што заврши така како што заврши, чисто како една паралела. И мене ми навистина ми беше чудно, меѓутоа ајде за Дарко Костадиновски рековте има уште 3 години од прилика се поклопува крајот на неговиот мандат како председател со крајот на неговиот мандат како уставен судија, но што е со оставината, ако така смеам да речам, на Добрила Кацарска? Значи, Добрила Кацарска останува судија до 2029, бидејќи таа е избрана во 2020 со мандат од 9 години, што значи дека таму единствено законот вика, ако се одземе деловната способност, нели, ако се констатира дека некој судија не може да ја врши функцијата ради деловни причини, ако настапи, не дај Боже, смрт или други трајни последици кои, ако е осуден над 6 месеци затвор, тоа се основите поради кои може да биде разрешен судија од Уставниот суд или да му биде одземен мандатот со мнозинство од гласовите на Уставен суд. Има пропишано стрикна процедура. Но тие сами меѓу себе си одлучуваат. Да, се до тогаш, значи таа останува како и сите други во Уставниот суд, но еден друг момент сакам да го нагласам кој во оваа ситуација се покажа како итен и неопходен.
30 години Уставниот суд работни по деловник од 92 година донесен. Навистина. Значи кога се Не е формирал променето после се менувале, но во суштина се работи за деловник. Закон за Уставен суд не постои. Имаше дебати во различни периоди, во различни политички времиња, во различни политички гарнитури, дали треба или не треба. Јас сум поборник да се донесе итно сега закон за Уставен суд во кој овие прашања ќе бидат решени законски, а не деловникот да вика ќе се гласа се додека не се избере. И ние сега ќе чекаме 99 дена дали ќе се појави црн или бел чат од Уставниот суд за да видиме дали сме избрале папа или не. Значи мора да има кристално јасна процедура и не само за прашања како што е изборот. Целата работа на Уставниот суд се сведува на деловник кој тие можат утре да се соберат и ако нешто не им се допаѓа да си го променат. Но тоа не смее да зависи од желбата или од желбите на актуелните судии во Уставниот суд во кој состав и да бидат. Тоа мора да биде државна политика, значи дали тука треба да се внесе поголема заштита на основните слободи, човекови права, како што се барањата за притвор, тоа што Страсбур ни вика дома да ги iscrпиме редовните правни лекови пред да одиме таму, значи да се вметне уставната жалба или тужба која ја зборуваат со години. Тие инструменти треба да се вметнат во законот и се ова што е како празнина да се донесе како закон, а не да се работи со подзаконски акт кој може секој да го менува, па тие минатата година и платите си ги зголемија врз основа на тој правилник или тој деловник кој е за работа на судот. И со тоа покажуваме дека Македонија и после 30 години, 32 години практично откако е настанат овој деловник, не покажала сериозна волја и сила тоа да го преточи во закон. Кој колку и да ме убедува дека Уставниот суд е самостоен, независен, дека е над сите и дека тој не треба да биде во рамки ставен. Значи, ако Уставниот суд вели дека го штити Уставот, законите и подзаконските акти, тогаш и за Уставниот суд мора да има Устав, закон и подзаконски акти во кои ќе се регулира неговата работа како ќе не штити нас. Токму тоа треба да биде ставено во закон и овие ситуации, вклучително, па дури можеби еве сега ми паѓа на памет идеја да кажеме дека не може да биде избран за председател судија ако барем 3 години не бил член на Уставниот суд. И можеби така би ја ограничиле, например, да речеме и Ана Павловска и Бозаджиева во конкретниот случај, затоа што немаат 3 години најмалку, нека помине 3 години, па тогаш кога ќе ги согледа работите, се Ана Павловска избрана пред 2 месеци за судија во Уставниот суд и веднаш сака да стане председателка. Да, наистина чудно, да. Значи не може да ги, како да ви сериозна кажам, амбиција. Ни вработените да ги запознае, што значи сме имале исто амбициозен, како што велам во оној претходен случај од 2005 година таму, кога професорот си даде оставка за тоа што избраа друга кандидатка за судија, што значи ако не сум јас, не може после мене да биде никој. Така и во оваа ситуација. Тој закон за Уставен суд мора што побрзо да најде сила новата влада. Се надевам дека барем можеби еве ова размислување ќе го сватат како сериозно укажување да ги уредат работиве, не да му ставаат узенги на Уставниот суд па да го контролираат по потреба, него сега да изградиме еден сериозен законски текст на законот кој ќе важи понатаму ако ништо повеќе во наредни 10, 20, 30 години. Ако сме работеле со деловник 32 години, сериозно можеме барем да предвидиме решение во закон што би важеле во наредни 15 години, да речеме. Но за тоа е потребна политичка воља. Ама без политичка волја ќе имаме ваков циркус како што го имавме овој, бидејќи е недозволиво да се доведеме во уставна криза само затоа што на овие 5 им се допаѓа едната кандидатка, на овие 4 им се допаѓа другата и ни едниот ни другиот попушта. Да. Значи тоа е недозволиво. Значи мора законот да реши ако после првиот, вториот или третиот обид не се избере, тие отпаѓаат од трка, мора да се предвиди механизам процедура апсолутно или да се нека предвидат заменик председател кој ќе се бира секоја година скалесто и ќе има во случај на не дај Боже што ако некој од нив почине утре. Да. Значи, ќе има ингеренции да го преземат тие неопходни дејства, да се овозможи да функционира судот во времето додека не се избере. Значи на секоја функција може се да се случи, ама затоа секогаш и секаде е пожелно да има. Председателот на државата го менува председателот на собранието. Се знае дури и во такви ситуации, двајцата не може да додат во исто време надвор од земјата. Да, исто и овде. Значи мора да се предвиди
тој механизам кој не задира во уставната положба на судот. Ние не му викаме на судот како ти ќе одлучуваш во предметите, туку како ќе се организира твојата работа и таа мора да биде заснована на закон. Ова е апсолутно логично според мене, дали ќе имаат слух понатаму тие што одлучуваат, ќе видиме. Кога реков оставина, не мислев на оставка на Добрила Кацарска, туку мислев незиното наследство. Таа помина 3 години на чело на Уставниот суд. Последниве денови пред да заврши мандатот даваше интересни некакви изјави, дека постојано добивала закани, дека некој ја удрил некаде во Грција на плажа, потоа дека ја оставале, не знам, во гаража некакви, не знам како да наречам, некаков кревет имаше нешто. Во секој случај нешто што таа го разбрала како сериозен притисок врз неа. Меѓутоа нејзината работа во овие 3 години е, би рекол, со контаминирана малку. Види, да сме на чисто. Ако Добрила Кацарска добивала закани и не ги пријавувала, тогаш не ги сметала за закани. Ако биле сериозни, како што бил последниот наводно, нели, со ножот, го пријавила, и тој е регистриран и тој беше објавен во медиумите, тогаш си има полиција, си има органи кои треба да испитаат што се случило и дали тој некој во Грција ја удрил случајно на плажа, дали детето удрило со топка па ја удрило неизе, дали паднала, не знам, саксија со цвеќе и така натаму. Па некој рекол ќе одговараш. Сега да го кажува тоа на крај на овој мандат е многу несериозно, бидејќи Добрила Кацарска со ниту еден предмет кој го работела во Уставниот суд, јас ви тврдам и морално и кривично, не верувам дека е било која закана поврзана со ова. Ако се заканите, може би влечат корени од времето кога беше судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, каде што судеше организиран криминал и оттаму да влечат корени во тие предмети каде што определила години затвор. Во тоа можам и да верувам, затоа што луѓето се уште во затвор, дел од нив излезени, неизлезени, имаат фамилии надвор се, има начин како да се закануваат. Да не заборавиме, Добрила Кацарска шеташе цело време, уште кога беше судија на Скопје 1, во одделот за организиран криминал со обезбедување, кое обезбедување мислам дека го има и до ден денеска. И ова, колку што јас можев да го разберам од пресконференцијата, е само уште еден обид да го задржи обезбедувањето, за да може да си оди на пазарче сега како само судија, ама обезбедувањето да иде покрај неа, дали ќе носи торби или само ќе ја чува, е неизин проблем. Ние имавме такви случаи дури и со судии и со обвинители, кои крева, да кажеме, таков тип на паника за закани, ништо не се случи нормално и не треба да се случи. Меѓутоа сме имале такви кои едноставно сакаат да се шетаат со бодибилдери, односно бодигарди по Скопје и да одат сериозно на пазар, значи во трговски центри, си купуваа шминки, ги носеа по парфимери, сега да не се лажеме, Добрила Кацарска купува шминки со обезбедување. Така да не верувам дека заканите, ако постојат, не велам дека нема. Значи, секој има, секој може да ги има, во зависност од тоа што работел, каква била неговата позиција, одлуките што се носени не се едноставни, станува збор за тешки случаи од организиран криминал, но не можеме да го врзаме со работата на Уставниот суд. А зошто сега е дадено како отчет на крај, тоа е прашање на кое веројатно требало да ја прашаат на крај на пресконференцијата, да каже ако тогаш не сте пријавувале, која е поентата сега да кажувате дека некој ве удрил во Грција на плажа пред не знам колку време. Години, да. Добро, што се однесува до не знам, обезбедувањето и така натаму, може да е од една страна страф, може од друга страна да се навика за привилегии. Меѓутоа, самото пораката што ја испрати, претпоставувам дека има и нека политичка димензија. Па не гледам веќе политички димензии, затоа што кој е тој сериозно во оваа држава што сега би се, ајде да речеме, занимавал, да не речем се замарал, со некој кој веќе не е на функција, некој кој не може да направи ништо повеќе од тоа. Значи, ако интензитетот на болката, како што викаме во одредена ситуација после загуба на било што, и интензитетот на заканите би бил најак или појак во време кога нешто се судало. Сега, таа од 2020, значи 4 години се поминати од како веќе не е судија таму и е судија во пензија, нели, ако е судија на Уставен суд. После 4 години да ги кажувате овие работи, која е политичката порака што сакате да ја пратите? Ако веќе се праќала политичката порака, требало да се прати тогаш, ако таа се однесувала на позицијата Уставен судија. А сега на што?
кон кого се обраќа она и вели да ја имам закани. Сега од кого? Но ова се Према претпоставки и работи, можеби од типот дека утре дојде момент некој да пронајде дека и незе неправилности во работа или така натаму, па тоа да биде одбрамен механизам во смисол еве јас и претходно трпев закани, па еве и сега се докажува истото нешто во тој правец, меѓутоа Не гледам затоа што правораздавањето не може да зависи од волјата на некој друг. Се друго е притисок врз правосуден работник и тоа се казнува. Значи, ако има било каков притисок, а тој не бил пријавен, тоа значи дека вие свесно сте подлегнале на тој притисок и сте дозволиле да биде таков притисокот каков што е. Во спротивно, ќе биле алармирани јавно обвинителство, полиција, дали е редовна, дали е финансиска, дали е зависи дали од АНБ, ако е закана по безбедноста или државата и така натаму. Значи, секој од својот сектор, ако не бил алармиран и информиран, се друго во наше село се вика после свадба тапани. После свадба тапани. ВМРО ДПМН, која што според се ќе ја формира новата влада, односно ќе биде главна во таа владина коалиција, најави сериозни реформи на правосудството. Меѓу другото, најавени се однапред и промени во врска со судскиот совет и со Советот на јавни обвинители. Интересно, се уште актуелниот министер за правда, се уште ли актуелен Кренар Лога, се жали наваму натаму на тие најави, па дури, ако разбравме добро, и пишувал писма до амбасадори, до странскиот фактор, во кој што изразувал негодување, еве да речам, што мене ми е вака малку и, нема да речам, блуткаво, меѓутоа навистина вие се јавувате на странци и ви им велите, види што ќе прават тој кај нас. Некако самата реформа може да биде предмет на дискусија, се разбира, еве и затоа сте тука да кажете своето мислење, меѓутоа моментот на пишување писма сам по себе ми е некако. Да не заборавиме, Кренар Лога дојде како министер од партијата на Таравари. Беше во Државна изборна комисија, од таму преку ноќ стана министер. Кога се разделија Таравари со крилата, тој практично влезе, отиде со села и влезе во крилото на Ахмети. И тој поради тоа остана министер. Значи, тој не беше променет, иако министрите кои беа во крилото на Таравари беа променети. Веднаш трнати, да. Што значи? Тој си обезбедил позиција во ДУИ и тој сега настапува од позиција на ДУИ истото што го прави и Бујар Османи во дипломатијата, истото што го прави и Артан Груби во делот дипломатијата и во политиката. Значи, кога сватија дека сериозно ја губат власта, од една страна одат и се жалат по амбасади, а од друга страна прават невиден притисок, кршат закони за максимално да внесат кадри во судство во последните денови кога ја губат власта, бидејќи знаат дека ќе им требаат. Таков е случајот со уставниот судија, со судија на Врховниот суд кој ќе стане во четврток член на судскиот совет спротивно на закон, и со тоа ќе се наруши принципот на Бадентер само затоа што ДУИ му дозволи на албанец да се кандидира од листата според законот за судски совет за член од Врховниот суд. Има листа од која се пријавуваат македонците, има една општа листа од националностите и таму вели 3 места се обезбедени за нив. Значи за националните малцинства. Тие 3 места се обезбедени. Со сегашното вметнување на овој кандидат за кој имаше остра дебата и се вметна на листата, албанците добиваат и 4-то место внатре и со тоа го рушат принципот на Бадентер. А тој принцип им е многу важен затоа што сега ќе се избираат судии на Врховниот суд, постапката е завршена и веќе ДУИ и СДСМ имаат сериозни имиња кои треба да бидат избрани во највисокиот суд во земјава. Тоа значи дека Кренар Лога од една страна плаче по амбасади и пишува писма, а од друга страна не доаѓа во судскиот совет за да каже дали тој се согласува со вака грубото кршење на законот за судски совет, кој го руши принципот на Бадентер и поради тоа сега ќе се изберат врховни судии по нивен терк и во последен момент. И тоа е едно од сериозните прашања на кои треба да се праша министерот за правда се уште актуелен, бидејќи се сеќавате, тој беше првиот кој се истакна и дека првиот ден председателката ви е прекршила договорот со изјавата дека таа е ништовна и така натаму. Така да во последниот период Кренар Лога има неколку така храбро, смели, дури до рап на лудост изјави,
а човекот претходно не бил ништо сериозно во правната фела за да можеме да кажеме дека да, тој и претходно се истакнал со своите стручни правни мислења, за да можеме и овие да ги третираме како стручни, а уште помалку правни мислења. Да. Добро, ако го земеме креналот како инструмент во целата приказна, повеќе од јасно е дека ДУИ и СДСМ, пред се ДУИ, се обидуваат да се заштитат за времењата кои што доаѓаат. Од политичка овака гледна точка, мене ми е тоа логично. Меѓутоа, од правна е грдо. Вие сакате буквално да наметнете свој луѓе во сите органи на правосудството, од каде што може утре да бидете заштитени кога ќе дојде момент, ако дојде момент, некој да ве обвини за разни злоупотреби на службена положба, за криминал или така натаму. Дека ќе дојде момент, секако ќе дојде. Мојата теза е, наредната година имаме локални избори. Да. Ако сега оваа власт, без оглед што Министерството за правда оди во партијата на Максим Димитриевски, барем така се нели неофицијалните, еве да ги земеме дека се тоа информации кои се релативно сигурни во поделба на ресорите. Ако не се расчисти со криминалот, со вистинскиот криминал во оваа година, ние наредната година ќе гледаме реприза, ама обратно од оваа која ја гледавме на овие избори. Тоа ќе се одрази премногу, затоа што на народов му е сериозно преку глава во овие 30 години. Иако јас сега слушам и тоа ме загрижува, морам да го споделам како информација, сега многумина го познаваат Максим Димитриевски. И тоа го познаваат буквално од дете, од мал, па со него се дружеле, па играле джамлии, па дури се сеќаваат дека бил слаб по предметот физика, па наставникот го гаѓал со креди во основно образование, ама сето тоа да го покажа дека тие се многу блиски со Максим. А сите тие многу блиски со Максим се многу блиски сега, наизуст или пред други, само потенцијално за да се спасат од некакво гонење. Тоа не смее да го дозволи ни ВМРО ДПМНЕ, ниту албанската сегашна или идна коалиција која и да ја формира владата, кои да бидат внатре, бидејќи во тоа министерство мора да има министер, заменик и државен секретар. Претпоставувам дека ќе се поделат во трите партии по некој. Бескомпромисната борба со криминалот не е само од МВР, многу зависи од Министерството за правда и од начинот на организација. Ако така ги поставиме работите, да, ние сега се знаеме и сме блиски со Максим Димитриевски, затоа што од неговата партија ќе биде министерот, тогаш не правиме ништо, односно ќе направиме реприза на овој резултат во негативна смисла на наредните локални избори. На земјава и се потребни, јас најавив една голема акција се работи, каде што сериозно се работат неколку предмети за судство, каде што се испумпани милиони евра по разни основи од буџетот. Вклучително за штети, се исплатувало се живо и диво, се тужеле општините, се тужела државата, од најбаналните каснувања на куче, па во една општина се исплаќани по 300 до 500.000 евра за каснато куче, па за штети до 7 милиони евра за мечките што ги изеле пчелите, на секоја година истите пчели, истите мечки ги јадат по галичица и по пелистери баба и така натаму по тие планини. Значи, до невидени спреги во делот на наместени сообраќајни несреќи, односно штети предизвикани од сообраќајки, до исплати други за кои државата одговара или не одговара, до милионски исплати на штети од Министерството за внатрешни работи. 27 милиони, мислам, да. По ослов на тужби. Ако земе некој да прави ревизија на тие решенија, дали навистина биле основани или не, значи за таа сума некој треба сериозно да одговара. И се работат повеќе предмети во кои се опфатени и суди, јавни обвинители, државни правобранители, адвокати, дел нотари, дел извршители. Значи, сите тие имале одреден дел од колачот, а и извршителите, и нотарите, и голем дел од правната фела се токму под ингеренција на Министерството за правда и тоа е задолжено да врши надзор и контрола во овие институции. Од тука, односно врз работата на извршителите и како комори и како поединци. Ако тоа не се направи, ако нема сериозен министер во правда кој ќе ги разбира работите и кој ќе предложи реформски решенија, не правиме ништо. И сега да се вратам на ова што го спомнавме за судскиот совет и за советот на обвинители. Сега се предлага, односно се подготвува закон подолго време. Со тој закон многу елегантно и лесно треба да се реши проблемот. А тоа значи, се заоструваат критериумите кој може да биде член на судскиот совет.
Не може веќе, ја во оваа емисија неколку пати го повторував предлогот на Стево Пендаровски, двајцата кандидати, па сите од собрание кои беа од стручни соработници, па се што ни се случуваше во судски совет, да не навлегуваме, сме елаборирале 10 пати до сега. Сега, со новиот закон, тие критериуми се заострени на 15 години стаж најмалку да има, па да има, не знам, трудови... А не стручен соработник. И така натаму, да, и така натаму, а не од клупа да го донесете некој и да биде со измените на овој закон, односно со усвојувањето на новиот закон, само во преодни и завршни одредби власта треба да предвиди во рок од 60 дена постапување во сила на овој закон, престанува да функционира овој судски совет кој е надлежен во овие 2 месеци да спроведе избори и да се направат избори според критериумите кои ги содржи законот. Тогаш ќе се пријават судии со интегритет, тогаш ќе се пријават во советот, може да има и професори, може да има и адвокати, меѓутоа ако ги исполнуваат критериумите кои се предвидени, и тоа се предвидени и со акти на Совет на Европа, на оценските мисии, на мисијата која дојде, и овдека сум зборувал, која дојде да го мониторира судскиот совет. Јас и со нив се расправав околу некои решенија. Тие ми убедуваат дека секој може да биде во судски совет, ќе научи, и да не знае, ќе научи. Со една белгиска судика прашував дали како возење автомобил, ќе да, возите 30 часа и како или гледање фудбал, и сите на крај на утакмицата гледаме фудбал и знаеме да играме, иако некој не знае со лева нога не знае топка да шутне. Во таква ситуација, значи судскиот совет, мандатот треба да му престане по сила на новиот закон, со тоа што ќе се предвидат јасните критериуми за избор на новите. Овој судски совет во рок од 60 дена ќе ги спроведе изборите, тоа е доволно време, 15 дена да се пријават кандидатите, уште 20 дена за избор, да се конституира и да нема правен вакуум во ништо. На тој начин ќе добиеме ефикасен судски овакво систем, во кој тогаш ќе мора и претседателката, и парламентот, и судиите да размислат сериозно, затоа што ќе нема грешка кого предлагаат. Нема, ама мислев, ама не мислев, ама овој излезе вака, овој не излезе вака. Кадрите кои треба да бидат предложени треба да имаат навистина чисто сиви, и истото да се случува и во Советот на обвинители. И на тој начин, тргнувајќи од тие 2 совети, понадолу ќе работиме, иако јас се уште сум поборник не да се спроведе ветинг, можеби како што беше во Албанија, меѓутоа една форма на убаво чистење на судството и на обвинителството мора да има, и тоа да се тргне од начинот на како им е стекнат имотот, како биле избрани, како положиле правосуден испит пред да завршат тие кои влегува во академија само со подпис на министер. Значи, не може да оставиме на случајност да нив им подпишал министерот и тие незавршени влегле во академија, ама сега имаат диплома од академија. Не, тие не можеле да влезат во академија и таа диплома е ништовна сама по себе. Ако не ги елиминираме тие кадри, ние само создаваме лош кадар од самиот старт и очекуваме од него да не заштити, да суди, да пресудува. На тој начин само правиме поголема штета, и тоа се ранливи прашања кои мора да се решат. Истрага има отворено и на пријава на антикорупцијска и за Академијата за суди и за јавни обвинители. Таму треба сериозно се прочешлаат сите досија да се види кој како станал судија, бидејќи не е едноставно за некои судии управниот суд одлучуваше и им ги зголеми оценките од 0 до 10, па тие положија постојните судии место академците, така да има многу проблеми кои ни се наталожуваат, а на терен немаме судии, или тие што ги имаме, зборуваме за некаков низок степен на доверба. Да. Значи, вие во принцип ја поддржувате реформата онака како што е замислена. И тука се согласуваме. Меѓутоа, сепак се уште сме во фазата на теорија. Праксата е нешто друго, особено што и вие самиот велите дека во принцип ќе мора да се покажат резултати многу брзо, затоа што народот нити има волја да чека поради познатите околности. Локалните избори се за 1 година. Колку е возможно таа реформа да се направи во толку брзо време, со оглед на фактот што и самиот потенциравте дека на стратешки места се поставени луѓе кои што имаат намера да бранат политички чинители на кои што им се обврзале токму со тоа што влегуваат на тие позиции? Има време. Ако овој парламент кој е веќе конституиран со изборот на владата, нека се 2 месеци. Значи, ние во јули би требало да имаме од прилика формирана влада. Очекувано е во тоа време, да. Очекувана.
нека се соземе, нека почне да работи, затоа што стратегијата која ја понудија партиите е практично владината програма. Сега да не се лажеме, нели, ако веќе се фалеа дека имаат толку проекти внатре, верувам дека дел од овие проекти се направени. Законските решенија брзо се носат и ние веќе во септември со донесен закон за судскиот совет можеме да имаме прв резултат уште во октомври, да се распушти, сега зборувам со датуми измислени на памет, на 1 септември да се распушти судскиот совет и ние на 1 ноември да имаме нов судски совет. Од 1 ноември имаме доволно време, ама во тој судски совет ќе ги отвориме сите постапки, една ревизија да се направи на се што е отфрлено, вклучително и преставката за судијата кој сега е во притвор. Јас тоа го пишував пред година дена. Јас ја објавив преставката, тие си ја гледале, си ја одлучувале, заклучиле дека таму нема ништо, ја архивирале. Откако ја открив на записник, се крена ука-бука, па се бараше преставката, па се достави до обвинителство, па била анонимна, па не била анонимна, па тие не постапувале по анонимки. Таму многу убаво беше напишано. Судијата на Врховниот суд и членот на судскиот совет имаат тарифа со големи букви за кривични и граѓански предмети. Советот на обвинители, ако не се лажам. Не, зборувам сега за членка на судскиот совет и судија на овој кој е притворен, значи зборувам за период пред година дена беше алармирано најмалку и вика овие двајца имаат тарифа, по таа тарифа одиш си купуваш присуда кај нив. И тоа советот си го затвори така затоа што тоа било анонимка, а тие по анонимки не работеле. Да. Сега, кога ќе дојде некој нов судски совет, треба да ги отвори сите преставки кои се добиени, барем во последниве 5 години, затоа што тоа се за активни судии, да ги провери уште еднаш преставките. Можеби за нив нема простор да покрене дисциплинска постапка, бидејќи роковите за дисциплинска постапка застаруваат после 6 месеци и така натаму. Но ќе биде доволно основ и сомневање некој обвинител или некоја антикорупцијска комисија да почне да чешла. Ако за него, за некој се вели дека имал тарифа, тогаш тарифата ќе му ја видиме во имотот. Ќе провериме од каде, дали може, во еден текст напишав, дали може од судиски плати да се прават палати. И тогаш преку палатите ќе го видиме овој дел за кој јас зборувам и како во Албанија. Или ќе си одат милум, или ќе си одат силум, со тоа што вратата ќе биде отворена во истражниот затвор. Само така може да спроведеме реформа. Инаку, се друго, има политичка волја, нема политичка волја. Еден ја добил министерство, друг добил полиција, трет добил, не знам, јавно обвинителство. Значи, ако не функционираат синхронизирано, ние џабе зборуваме, јас ви велам. Наредната година ќе биде клучна за тоа дали сакаме, а да не зборуваме па за 2030 кога ЕУ нели само што не решило да не прими внатре. Тоа е речиси неверојатно, но јавна тајна се тие семејни пријателски врски во правосудството. Јас не знам и од она што го зборувам со вас и со други колеги, па и со дел од гостите, практично нема некој човек на сериозна позиција кој што сопругата не му е исто така дел од правосудниот систем, синот, внуката, зетот, братучедот. Како со тоа да се справат? Па тоа донесе до кланови. Затоа што во принцип тие луѓе ќе речат па добро, завршил училиште, ги завршил сите процедури, станал. Меѓутоа јасно е дека не може целото семејство да биде дел од тој, во случај едниот е, не знам, обвинител, другиот е адвокат, третиот е судија, практично себено решаваат кој ќе лежи затвор или ќе биде ослободен. Значи, судијава кој е притворен од Врховен суд, неговиот син е судија, а жената му е јавен обвинител. На пример, еве се. Значи, во конкретниот пример, да не зборуваме за милион други ситуации, меѓутоа, сега имаме друг проблем, тоа за кој јас велам, да не беше Талат Џафери председател на собранието, не сум сигурен дали неговиот син ќе влезеше во академија затоа што доби подпис да полага пред да заврши. Исто и со овој, и со другиот, и со третиот, со синот, со ќерката, со снаата. Но зборот ми е дека тие луѓе ќе направат природно се да се заштитат меѓусебно. Ама да сме на чисто дека ако имаме систем пред себе, поединецот не е моќен колку системот. Значи, јас сега зборувам за систем. Но ако 30 години тој систем е одвнатре, упропастуван, свесно наместен да функционира по тие семејни и клановски групации, претпоставувам дека таа аждаја, тој
тој октопод толку е раширен тамо, што навистина ќе биде тешко да се пронајдат прво сите пипци, а камо цело тоа да се изрегулира. Лесно се наоѓа, видите, во земја со 2 милиони колку и да сме плюс минус жители. Да, значи многу лесно се наоѓаат и семејните релации, и врските, и кој на која позиција е, а во денешно време, знаете како е тоа, еден од нив да биде откриен со било што за ова што јас велам, дали е тоа корупција, дали е имотна состојба, значи има начини како да се провери, ама за тоа треба една сериозна управа за приходи, еден катастар, значи да се поврзат перење пари, финансиско разузнавање, ај да видиме како половина од нив имаат имоти во Грчка, дали е тоа нормално, легално, како го изнале тој капиталот, што го создале тој капитал. Кога вие ќе ги фатите нив на капиталот, многу лесно ќе дојдете до се друго, а македонскиот менталитет е таков, еден од нив да пропее, многу лесно ќе ги открие и другите за да се спаси себе си. Ако не ги открие другите, ќе ги накодоши другите. Така да тој систем апсолутно мене не ме загрижува, само ме загрижува дали системот сака да спроведе решенија. Затоа велам да не биде утре, ама знаете тоа е ресор на нашиот помал коалиционен партнер да правиме, и ние не му се мешаме таму. Он не ни се меша во поголемиот наш ресор. Добро, но најавите од владат од ВМРО ДПМН конкретно се дека нема да ги има тие. Се додека не видиме, јас не си верувам ни себе си, а ни нив. Не велам дека тоа нема да го направат. Меѓутоа, очекувам да видиме и затоа велам, ако тоа не го видиме во краток период, во кратко време, многу негативно ќе се одрази веќе наредната година. Нема дополнителни шанси, затоа што со ваков резултат и вакви изборни резултати ние сме немале со години наназад. И за председател, и за парламентарни избори. На ВМРО, да. И тоа, ако не се зачува, значи наредната година можат само да се сликаат меѓу себе и тоа ќе биде се. А околу тарифите, многу ми е таа од една страна одвратна работа, од друга страна интересно. Просто неверојатно звучи дека суди, не знам, обвинители имаат тарифи и тоа е јавна тајна, сите зборуваат за тоа, меѓутоа вака кога ќе го видите фатено на дело што се вели, баш избива на површина целата таа руинираност на системот. Буквално човек нема да суди затоа што така налагаат доказите, туку затоа што некој исплатил 10.000 евра. Дури еден адвокат што ми беше гостин тука, Драган Пишиски, рече, па тоа е ситно, тоа е мала пара, 10.000 евра, 10.000 евра за повеќето од луѓето во Македонија се незамисливи пари. Кај нив е тоа, ништо. Искрено е ситно затоа што низ судските предмети се вртат милионски суми во евра, посебно ако станува збор за големи компании, ако станува збор за јавни тендери, да не заборавиме, затоа што најголем дел од тендерите исто така се оспоруваат или во судска постапка се докажува кој победил на наместен, ненаместен тендер. Но субјектите имаат пари да платат. И така натаму, да. Значи, има големи компании кои побаруваат, меѓу себе се тужат, побаруваат милионски суми. И за нив 10.000 евра е, како да ви кажам, како едно кафе испиено на било која улица во Скопје. Гледајќи го така. Но проблемот е што овде оди до највисок степен на судство. Значи, не зборуваме ние за судија на Основен суд Демир Капија, кој го нема, потенцирам, за Основен суд Демир Капија, кој го нема, бидејќи таму е мало градче и нема суд. Воопшто нема суд? Нема суд, да. Него зборуваме за судија на Врховниот суд на Македонија. Па каква и да била Македонија? Највисоката инстанца, апсолутно. Значи, не зборуваме ние дали се 10.000 евра или се 10 евра. Начинот и средството за извршување апсолутно не ми се важни. Значи, можело и 1.000.000 евра да се и да се 10 евра. Потегот, дека е пружена рака. Ама сега и сега целата приказна наместен, ненаместен. Зошто би викам јас гласно, не дојде некој со 1.000.000 евра со торба на маса, да ме намести, затоа што обвинителство прво се појави со тезата дека наводно лажно му ветувале. Не може лажно да ветува човек кој има функција. Лажно може јас и вие вечерва да си раскажуваме дека ние сме Господ, дека ние сме Свети Петар, па можеме се да направиме чуда и затоа некого да измамиме да ни плати. Тогаш ќе биде измама, бидејќи не сме ни тоа, ниту можеме да му завршиме таква работа. Да, но таа позиција е нешто друго. Во таа позиција не може да има лажно и овде сакам да обрнам ајде внимание на еден податок.
Значи, обвинителката е од Струмица, потекнува исто од струмичко семејство на судии. И во организиран криминал има две судики од Струмица кои водат сериозно сензитивни предмети, другиот е Синџир. Ово е сега и еве јавно, без да преудицирам што понатаму во овие предмети, го повикувам шефот на одделот за организиран криминал Ислама Бази да обрне внимание на постапувањето на овие две обвинителки и можеби пред јавноста да одговори како тие ги добија баш предметите во кои има обвинето многу струмичани. Добро, пораката претпоставувам дека ќе биде уважена. Или се надевам? Јас надевам? се надевам дека некој ќе се одважи да каже како тие и дали таму нешто не сака да се прикрие во двата конкретни случаи. И во Синџир, па можеби и овде, со тоа што еве последните информации зборуваат околу тоа дали членот на Советот на обвинители ќе има преквалификација на делото за првиот, па ќе биде иземен вториот и така натаму. Најверојатно ќе одат со подкуп, но тоа е нешто за кое си има платен обвинител, не е мое да размислувам како ќе го преквалификуваат делото или што ќе излезе во истрага. Нивни проблем, меѓутоа овој случај покажува дека државата не смее да застане овде и покрај чарширските пресметки дека приказни дека ова било пресметка меѓу ова и она крило, ваквото крило, таквото крило. Ако не тргнеме од врховен па надоле или од оздола па нагоре се едно, во кои степени ние не правиме ништо. Повторно ќе се повторам од она што го зборував цело време. Лесно можеме да ги откриеме. Јас верувам дека од вкупно сега немаме ни 400 судии во Македонија. Значи можеме да најдеме и корумпирани, меѓутоа можеме да најдеме и честни и поштени луѓе и не мора да се само судии, него било кои припадници на правната фела кои утре можат да ги заземат судиските позиции. Се додека тие не направат нешто за кое ќе бидат дисквалификувани, односно тргнати од позицијата. Секое прогледување низ прсти ќе значи дека ние се враќаме повторно назад и на прашањето дали имаме волја или немаме. До кога ќе го поставуваме тоа прашање? Значи, ако веќе приказната ќе си лежите не помина, тогаш некој треба да си лежи. Добро, и ова е по мене многу логично, меѓутоа беше спомната обвинителството. Обвинителството е како некоја подгрупа во целата приказна. Спомнавте меѓу редови дека еден од луѓето нели е практично доведен во врска со судијата кој што примал подкуп, а се работи за човек кој што долги години е дел од обвинителството, при тоа беше и народен правобранител. Нормално му беше, како беше тоа, доделено, не ми текнува на терминот, не оди во притвор, туку мерки на предпазливост, да. Тој се разбира, се жали дека немало ништо, дека тоа е приказна за мали деца, не е никако виновен, меѓутоа повторно останува да лебди тоа прашање дека и обвинителството има и драматични грешки како такво, а во исто време и изгледа дека и многу луѓе тамо до врат се заглавени во корупција. За да го доведат некого во корелација со некој предмет, не може да нема никаква допирна точка. Неговата изјава, значи, која даде за медиумите пред судот, зборувам за Иџет Мемети, рече дека па да, ние се знаеме со сите судии и се слушаме. Добро да се знаеме. Ама зашто се слушате? Зошто член на Советот на јавни обвинители, кој не е обвинител, кој не работи обвинителски предмети, би требало да се слушне со судија на Врховен суд и да разговараат за не знам што. Значи, нема никаква допирна точка. Овој од Струмица, овој од Тетово. Немаат никаква допирна точка со материјата. Ова е јавен обвинител, тоа значи, односно член на Совет на јавни обвинители, тоа значи кривична материја. Овој уапсениот работи на граѓанска материја. Значи, немаат допирни точки ни со тоа евентуално по некоја службена должност да си бараат некакви предмети. Зашто би зборувале, ние се знаеме сите. И ако се знаеме сите, си ги раскажуваме предметите. Па и јас се знам со 1000 и колку новинари ги има во Македонија, па не им се јавувам секој ден и да ги прашувам да се зборуваме за прилозите кои ги работат. Ако сакам да гледам вести, ќе пуштам вести. Ако сака тој да прочита за предметот, ќе си отвори веб страна на судот, ќе ги прочита одлуките и ќе разбере што се случило. Зошто има потреба да му се јавува на судија на Врховниот суд? Таа спрега
не може да биде случајна, туку така они се слушнале и некој тоа го поврзал, па рекол, овие штом се слушнале, значи имаат нешто меѓу себе. Не верувам дека до толку во државава има лекомислени, кои без било каков доказ елементарен, би поврзале некој со некого. Еден промена на темата, условно кажано, во овој случај денеска излезе информација дека државниот обвинител призна практично дека постојат нелогичности во договорот за Бехтел и Енка и најави јавно обвинителска одлука. Ние зборуваме со месеци дека целиот случај со Бехтел и Енка, можеби не со самата фирма Бехтел и Енка, туку со начинот на кој што таа беше избрана и со луѓето тука кои што влијаат на целото градба која што уште не е ни почната, е сомнително, меѓутоа токму сега им текна да овие од обвинителството, па дури и некаква јавна обвинителска одлука да обзнанат. Јавна обвинителската одлука во превод е парче хартија во кое обвинителството вели има или нема елементи да отвори истрага. Тоа е таа јавна обвинителска, мислам да не мислиме дека не знам што. Тие не знам што ќе направат со таа јавна обвинителска, или може да донесат резолуција да речат дека се затвора предметот бидејќи нема елементи на кривично дело. Значи и тоа може да биде. Јавна обвинителска одлука е било каква одлука во форма на текст содржина во која ќе кажат тоа што ќе кажат и понатаму тој што ја поднел пријавата евентуално ако не е по службена должност да може да се жали до висше обвинителство ако не ќе застане таму каде што е застанато и тука ќе биде завршена приказната. Фактот дека договорот се криеше, дека не се даваше ниту на пратеници и така натаму, стои, се што се пишуваше стои. Знаеме ние дека имавме задолжен еден цел вице-премиер или што и да беше, кој практично беше градежник. Одеше Прв по терен, вице-премиер па и бараше градежник, работници, градежник, па отвараше таму патчиња, па повикуваше да се вработат и така натаму. Сега, тоа ми зборува за друга работа. Свесни дека доаѓа до промена на власта и си велат од една страна, па можеби е добро да фатиме приклучок и за почеток одлуката нема да ме изненади да биде, ако речат, се отвара предистрага за да ги испитаме сите наводи и тоа да трае, па малце кои ќе слегнат работите да речат нема елементи на кривично дело. Нема да се изненадам ако има таква дека отвора предистрага, но предистрагата не значи ништо ако нема конкретни работи, а тоа би го толкувал само за да се задоволи моментов, еве, има промена на власта, да и ние сега малце ќе си играме. Па прилично опортуно е ваа што го зборувате, да. Од една страна и на другите да им давате простор да не не излезе никакво обвинение, а од другите им давате простор дека еве нешто работите и нешто како што велите така ми фаќате личи, приклучок. дај Боже да сум грешка. Виде, факт е дека за таа фирма беа врзани многу контраверзии, зборуваме за надзорот, за не знам дали продавале долна облека или горна облека или не знам што, за учеството на сите владини министри, за учеството на Освен PR тој што требаше. и така натаму, значи таму имаше многу пари потрошени за реклами, за кампањи, за се. Значи не е спорно дека треба да се испита и ако има одма пред да се почне со изградба на автопатот да се затвори како предмет, односно да се тера понатаму. Да не биде само како политичко додворување, тоа ме плаши мене. Особено што зборуваме за случај кој што чини многу пари. Многу пари се веќе исплатени од буџетот, А на не сме терен... виделе ништо, да, некаква табла имаше и пар дупки. И се уште се занимаваат со експроприација на овие што со стојат имотот по патот, овакво, затоа велам овој и тоа не е само овој предмет, има многу предмети, па да не забораваме само претходната антикорупцијска комисија во тој состав има поднесено голем број на иницијативи, сега на памет да не зборувам за бројката вкупна, имаше само 3 или 4 решени. Па само да ги отворат тие, еве, нека се само 10% основани, не велам повеќе. Значи, ако антикорупцијска им поднела 100 пријави, само 10 да отворат, имаат доволно време и простор да работат. Еве уште една порака за обвинителот за организиран криминал, нека каже зошто тој го потпишал решението за да ја запре постапката против поранешните обвинители од ЦЈО кои беа гонети за тоа што Катица Јанева им исплатила илјадници евра на нивните сметки, а не неговата заменичка Наташа Поптрајкова која го работела предметот. СЈО се покажа како една во основа катастрофална приказна,
начинот на кој што Ама некој заврши. сакаше да биде веројатно катастрофална, а да не сакаше можеби ќе беше добра. Па со самиот избор на жената која што застана на чело на СЈО, со сето тоа понатаму, меѓутоа сега повторно се заговара меѓу во одредени кругови дека всушност некој нов облик на СЈО и не е лоша идеја. Ние имаме обвинителство за организиран криминал. Значи само тоа треба да се стави на здрави нозе, ништо повеќе. Значи ја одбивате таа идеја како Нов нов орган, нова парада не ни треба. Не ни треба нова Фатиме Фетаи која ќе раскажува, нели, па ќе гледаме пресови, па јазици ќе слушаме и така натаму. Значи драми не ни треба. Тоа го видовме, помина таа епизода, беше како што беше, се уште се влечат, не се влечат предмети, плаќаме илјадници евра за адвокати за штети во постапките, за притвори, за се. Нас доволно ни е ова обвинителство, кое има сега и доволен број на обвинители, меѓутоа треба сериозно да се раководи, заедно со антикорупцијска комисија, која треба да ги иницира и иницира постапки, и тука ги имате финансова полиција, разузнавање, редовна полиција, меѓутоа тоа е прилично гломазен систем кој што ќе мора да работи синхронизирано. Тоа не е туку така. Ама затоа ќе имаме нова вице-премиерка за добро владење, ако добро разбрав, значи некоја од партиите на албанците. Така да ете и работа, да не биде дека ништо не работи. После Славица Грковска не се истакна баш. После Грковска гледам дека повторно жена на таа позиција се номинира, ако биде избрана и ако биде таа, ете им координатор на сите тие функции или нека назначат било кого. Нека назначат посебен обвинител што ќе ги координира како и да се вика, но тоа да не биде институција, додека ние ја формираме, па да и направиме буџет, па да изрекламираме, па да ни ги раскаже приказните по пресконференции. Некоја нова Фатима, јасно. Да, значи не ни треба. Таа приказна ја гледавме. Сега ни треба работа. Два случаи сакам да спомнам, полека доаѓаме до крајот на емисијата, кои што се и тоа како интригантни за јавноста. Едниот се разбира пресудите за 27 април, веќе на големо се збори дека е можно помилување на луѓето кои што лежат веќе по 7 години. Меѓутоа, ајде ќе оставиме времето да покаже. Тие луѓе лежат по 10, по 12, по 15, по 18 години се осудени, имаат значи уште да одлежуваат, меѓутоа нивното инсистирање дека тие бараат повторно судење, тие не бараат помилување, што е вака само по себе според мене коректно. Тие сакаат да докажат во нова постапка дека не се виновни за тоа што беа обвинети и за тоа што беа осудени. За ново тероризам судење, и не знам што. Новото судење е многу шкаклива работа затоа што се потребни услови, а тоа се нови докази. Значи, за да се повтори едно судење, мора да се извадат докази кои не биле познати во текот на претходната постапка или не им биле нивнели во можност да ги обезбедат и така натаму. Но што е со тврдењето и на нивните адвокати дека во постапката се појавиле и лажни сведочења, и лажни докази. Има друга постапка во која се докажува, значи ниту еден адвокат досега, барем јас не видов, да поднесе кривична пријава за лажно сведочење против сведоците, за тие да бидат осудени, па тоа да биде како нов доказ и основ за повторување на постапката. Роковите таму се поминати, одамна е. Може би идејата за помилување ќе помине, но за тоа треба време. Треба првопредседателката состави нова комисија за помилување. Тоа е дел од нејзините надлежности. Таа комисија да се формира и има процедура. Тие поднесуваат молба до затворот, затворот до правда, правда да дава мислење, доаѓа до комисија, па комисијата одлучува, нели? Каков период станува зборот прилика? Па да речеме, тоа е обично помилувањата се врзани за празници. Ако сме сега, првиот празник е 2 август, кога обично се даваат помилувања, па следниот е дали 8 септември или 11 октомври, обично тоа се врзува за некаков таков празник. Ако некој сака, например, процедурата може да се истера и до 2 август, ако има законски услови за тоа. Значи, генерално и покрај, да речеме, гломазноста на процесот, сепак се остварува за неколку месеци, ако има Ако има, да, затоа што молба, затворот се изјаснува за поведението на затвореникот, тоа се препраќа до правда, правда ги комплетира, нели дава мислења, се праќа до комисијата, меѓутоа таа комисија не е формирана и таа треба велам да се формира, но сето тоа, 2 до 3 месеци, нека не повеќе, не повеќе од 100 дена, доколку нели нема некои други поприоритетни работи,
но мора да има исполнети услови нели за помилување таму. Од одлежана казна зависи од поведение, па може некој делумно се слободи, некој целосно. Значи има цел правилник како тоа се прави, меѓутоа тоа за тоа има платени адвокати кои си ги тераат, предпоставам, постапките на во име на нивните штетеници. Да. Вториот случај за кој што сакам да прокоментираме се разбира најгрозниот во последниве години, децении, можеби убиството на малата Вања и на постариот господин Панче, докази, обвинителства. Денеска дознавме дека се уште се вадат докази за се треба да се вештачи телефонот на главниот осомничен, на Лјупчо Палевски Палчо, за него се уште нема обвинение, нели така? Можеме да му оставиме нели на системот да функционира во тој правец, меѓутоа факт е дека овој настан длабоко ја вознемири, на некој начин ја истравматизира нацијата, особено што главниот осомничен е човек кој што е и тоа како познат во јавноста, и во политичка, и во бизнис смисла, човек кој што има и партија некоја своја, и начинот на кој што беше извршена целата работа со сите овие докази кои што излегуваат на виденила ладнокрвноста на целиот момент, вклучувањето на родителот на девојчето и така натаму, ми се чини дека таков случај кој толку травматизираше не може да биде оставен без буквално до последна сапирка и точка биде јасно решен. Луѓето и сега во овој момент се прашуваат дали целата постапка во однос на уапсените и обвинетите е правилно водена, дали можеби Лјупчо Палевски ќе успее од оваа или онаа причина да се излече поради одредени околности. Од друга страна, па го имате моментот дека целата држава го осуди него веднаш однапред, тој е практично како се вика линчуван човек. Од друга страна, што ако теоретски само извади непобитни докази дека не е така? Видете, шокот за сите колку што беше голем, за мене може уште поголем затоа што јас работев со него. Во 2001, 2002, 2000 во неделникот Старт. Значи тоа се пред речиси 23-4 години. И јас во тие денови имав толку повици и прашања добро што се случува, значи прво од една причина што јас сум од Велес, го знаев и Панче Жижовски, навидум ги знам и двајцата велишани кои се сега се уште во притвор, го знам и Палевски, го знаев и дедото на девојчето кој беше директор на царина и така натаму. Поради склоп на околности, сакал или неќел, сум имал контакти со луѓето, ама во сосем нормални околности. И наеднаш сите тие луѓе кои ги знаете, ако ја тргнеме настрана тоа што Палевски му фрлаше боја на Геровски, да речеме, такви изливи на, ајде, на беси, како и да ги крстиме, ништо друго не можам да издвојам, значи во периодот кога сме работеле, па да речам, условно сега да не навредам никого, нешто што би делувало на шизофрено, на нешто што би те поттикнало на зверство. Но гледајќи ги работите сега, мислам дека целата приказна има јасен тек. Сакале да изнудат пари од мајката на девојчето, искористен е таткото за да каже каде се движи девојчето, одат во Велес, насила му го земаат автомобилот бидејќи овој не сакал да им го даде. Зошто го убиваат и како го убиваат на кула, тоа е моментот кој тие тројца треба да го кажат таму каде што биле и што му направиле на човекот. Доаѓаат, ја зимаат малата Вања, како што разбравме од пред лифтот, ја ставаат во вреќа за спиење, ја носат таму и целата приказна излегува од контрола во моментот кога мајката почнува да пријавува по Facebook дека го нема девојчето. Исплашени веројатно го прават тоа, иако нема ни една мозочна келија, не можам да насочам према тоа зошто го направиле тоа, но мислам дека тоа е во паника направено и од исказите, барем на овие кои се во притвор од нивните искази. Да, но сега ги менуваат исказите, сега одбиваат вина. Ги менуваат исказите, меѓутоа да не заборавиме, таму има траги. Значи, ништо не е наслучајно. Има оружје, има значи парафински ракавици, има траги отпечатоци на возилото,
има снимки од безбедносни камери, да не забравиме дека тие се шетале по цело Скопје. И сега, ако од зградата во градски парк, каде што до Побожје, како и да се викаше селото, каде што се отиден има 20 километри и ги снимиле 20 надзорни камери. Снимене панче, не знам, на бензинска пумпа во Велес, па има контакти, телефони. Сето тоа се докази кои не можат да бидат туку така избришани, со тоа што фактот е што избега во Турција, што кај нас имаше избори, процесот малце подолго се развлече, иако турската влада, односно министерот за правда ја одобри екстрадицијата, судот прво ја одобри, па министерот, меѓутоа се чекаше, можеби 2 месеци се изгубија во тоа кога да биде донесен, дали некој тајмингот му одговараш или не знам, не сакам да навлегувам во тоа, да. Но факт е дека се изгуби драгоцено време во тој период, но ништо не може да врати. Дали истрагата ќе трае 6 или 16 месеци, или ќе трае 1 година, не ја враќа ни малата Вања, не го враќа ни Панче, но само треба да трае доволно долго, за да не убеди сите нас на крајот дека се ова што е сработено е така. Значи, буквално до последниот ДНК атом, кој е најден на лице место, сите траги кои се најдени, сите безбедносни камери, сите сведоци да упатуваат на тоа. Вербалните искази денеска важат, утре не важат. Меѓутоа, ако имате вие споредбено биолошки траги од сите нив најдени во возилата, тие можат да негираат колку сакаат. Материјалните траги секогаш биле многу појаки од вербалните и затоа тоа што го сменили исказот може да им оди само на нивна штета, а нема да влие ниту на казната, ниту на должината на постапката, ниту па нешто ќе смени кај другите. Штетата е направена, жртвите се неповратно изгубени, значи ништо не може да се поправи, освен ние да добиеме како јавност, односно целото општество, барем слика што ги натерало. Ако ништо повеќе да прозборат подсвесно што ги натерало да го направат тоа. Можеби тоа ќе биде само единствениот елемент. И ние се да ни дадат на тацна, ништо никој нема да смени во случајот. Најважно е правдата да биде задоволена. Сметаш дека ќе биде отворено судењето за јавноста? Судот има една лоша пракса. Јас се расправав за еден случај. Таму малолетничката е оштетена. Значи, жртвата е малолетник, да. И тие по тој еден фамозен член можат да го затворат судењето, меѓутоа многу е дискутабилно. Само затоа што е малолетник во случајот? Да, затоа што ние имавме исто друг случај каде што оштетена е малолетната, им се суди на полнолетни и го затворија судењето. И мене обвинителство ми цитираше 30 документи од Истанбулска конвенција и така натаму, но се што им одговара, но во негативен контекст. Наместо да го читаат така како што е напишано, обвинителство оди во тоа дека ја ако го затворам судењето, најлесно ќе ми биде поради заштита на интегритетот. Значи, може да биде затворено судењето само во делот кога би сведочела мајката и евентуално ако се прикажуваат експлицитни фотографии од местото на настанот, односно од начинот на кој е извршено делото, бидејќи од се ова што досега... Но тоа е парцијално, повторно. Да, дефинитивно, и затоа го повикувам кој да биде судечки судија таму во тој совет во кој ќе одлучуваат, да не ја исклучува јавноста во целост, туку да оцени ако се изведуваат докази кои се навистина грозни и така натаму, и што не треба да се видат, тоа е во ред. Тоа сум согласен да биде исклучена јавноста поради заштита на иморалот и се. Во спротивно ќе остане јавноста во недоумица. Повторно, што тоа прават и теориите на заговор, кој кога мести. Се уште ме возат таксисти со кои се расправам преку ден и ми велат да го наместија затоа што многу зборуваше. Например, да. Ама тоа се тие кулуарски разговори, да. Тоа јас го слушам во такси. И како да одговориш на тој муабет или што контрааргументи јас да извадам, додека се возам, ја да ја оправам државата со таксистот да се оправам дека не може баш туку така да му наместат, можеби да ти наместат 2 грама дрога да ти стават у джеп. И така натаму, но ова е премногу сериозно за некој да мисли дека може туку така да се намести нешто и баш тие да бидат нели наместените. Презумпција на невиност за сите. Не велам како Оливер Спасовски, ово е монструмот, ова што е таков беше и грешно, така сите согласуваат дека беше голема грешка. Неспорно, затоа велам, јас не употребувам термини од тој тип, но секој што правел треба да се види и затоа исказите нека ги менуваат до утре савајле. Ако материјалните докази одат на тоа, не верувам дека некој вештак би се ставил лиценцата и кредибилитетот образот под прашање, само затоа што би сакал да го покрие некого, а што би добил. Да.
Саша Димовски, секогаш е големо задоволство да се разговара со вас. Темите за кои што зборуваме се компликувани, исклучително важни за јавноста, меѓутоа начинот на кој што ги објаснувате е феноменален и мене навистина ми е драго што ви имам во емисијата. Еве за крај, вие сте член на Советот на честа при ЗНМ. Да, сега имавме избори, медиумите ги пренесуваа информациите така како што ги пренесуваа. Еден нов впечаток. Мене сакам да споделам впечаток еден што ме изненади, значи сите ги плукаат медиумите, вакви се такви непрофесионални и така натаму, значи платеници. Дека довербата е ваква или таква. Ние добивме, или речиси не добивме представки кои се однесуваат на изборен период и прекршување на изборни, мал е бројот, затоа велам речиси не добивме, затоа што или луѓево не се свесни дека можат да пријавуваат и да ги детектираат злоупотребите направени од одредени медиуми во одредена ситуација, или пак медиумите биле толку професионални што луѓево немале забелешки. Навистина останавме чудо невидени, има само неколку представки кои ги добивме, работиме, дури имаме донесена одлука за исклучување на членови од ЗНМ на наши новинари, дури една колешка која е член на управниот одбор има предлог за исклучување, бидејќи АПЛА ги повреди кодексот на новинари во делот токму околу политичките известувања, но не можам да разберам во толку мал процент да ги добиеме пријавите, а и натаму да имаме дека да биле медиумите вакви, ќе била ситуацијата ваква, да била таква. Ги охрабрувам луѓето, ако веќе забележуваат неправилности, да не биде исто како за судството. Паралелата тоа ми беше да ја направиме. Сите зборуваме за низок процент на доверба во судството, а сите викаме ни требаат реформи, ни требаат и никако да тргнеме од тоа. Исто и овде, медиумите чинат или не чинат, а ние пријави немаме. Значи, не дека немаме, работиме, имаме, но тој процент е многу мал во однос на тоа што е како продукција, бидејќи за време на изборниот период нас ни се појавија најмалку 20 нови портали и други медиуми кои беа наменски направени само за да служат за изборен период и тие ги зедоа парите од рекламирање од државата и ќе згаснат сега. Дури ни за нив немавме представки и тоа сакав да го потенцирам како феномен. Не знам што ни се случува. Или луѓе, читајте и поднесувајте пријави за сериозно да ја оправиме работата, бидејќи сами од себе нештата нема да се менуваат ако ние, па макар секој од себе не тргне и не мрдне со мал прст и напише 3 реченици ако некој е непрофесионален. Саша Димовски, благодарам за вчерашното гостување. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот е репризато издание на оваа емисија, а јас ќе ви се јавам повторно утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.